Растот на прометот во индустријата во овие економски услови е солиден, изнесува 3,5% и е неколкукратно поголем од земјите во регионот, но и од повеќе земји во Европа, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски. Оваа влада 6 квартали поред има просек раст на бруто домашен производ од 3,5%. Но во услови кога растот во ЕУ е под 1%. Некој ќе каже имало периоди кога растот бил и 5,5-6%, но да, тогаш и растот во рамките на Европската Унија бил идентичен, 5,5-6%. Сега имаме повеќе од 3,5 пати поголем раст од оној просечниот што е во ЕУ, 6 квартали зборувам поред, и тоа за нас представува инспирација дека добро ги тераме работите. Сега не велам одлично, секогаш може подобро, но сега за сега, имајќи предвид глобалната ситуација, мислам дека добро се терат работите. Мицкоски посочува и слаби точки. Тоа е слабата активност на дел од рудниците, иако има и такви структури во општеството кои што би сите рудници да се затворат и оние кои што ги исполнуваат сите еколошки стандарди на тој начин да банкротираат државата за да добијат грант повеќе, има и такви. Еве, гледам реакција одма после стратешкиот рудник за Антимон кој што е светски конкурентен, се појавија некои такви. Одма да критикуваат за да добијат грант повеќе и да ја кодоше државата и оваа влада, но овој пат мислам дека на тврд орев ќе налетаат, нема да се повлекуваме затоа што тоа е иднината. Ако сакаме да имаме држава, тоа е иднината. И второ, она кое што мене ми е важно покрај рудниците е да се стабилизира делот на производството на електричната енергија. Изјавите на Мицкоски коинцидираат со извештајот на Државниот завод за статистика во делот на растот на индустриското производство и кој е 3,5% во услови на силна економска и енергетска неизвестност. Просекот на 5 најразвиени европски земји е околу 1% раст на индустриското производство.